Американската компанија Johnson Controls денес го потпиша договорот со македонската влада за изградба на втора фабрика, овој пат во индустриската зона во Струмица. Според најавите, новата фабрика ќе отвори 1500 нови работни места. Договорот го потпишаа директорот на компанијата Вили Ван Лој и директорот на Тирс Виктор Мизо. Генералниот директор на Johnson Controls истакна дека 2 години по претходната инвестиција повторно се тука, што е потврда за нивниот успех и доказ дека се на вистинското место. Успешното развивање на фабриката и успешната соработка со владата во Македонија низ изминативе години го отвори патот за следните чекори. Нам ни е особено драго што можеме да објавиме дека ќе градиме нашата втора фабрика во Македонија, во слободната индустријска зона во Струмица, и ќе продолжиме позитивниот развој во државата. Според најавите се очекува извозот на надмина 80 милиони евра. Со досегашните 1800 вработени во фабриката во Штип и новите 1500 работни места во Струмица, Johnson Controls ке вработи на 3000 лица. Особено ме радува фактот што се поголем број на компании одлучуваат да инвестираат надвор од зоната во Скопје, што значи дека Поструга, Кичево, Прилеп и Тетово и Штип, сега и оваа зона ќе биде функционална и ќе има своја компанија тука. Вице-премиерот Ставревски истакна дека новата фабрика на Johnson Controls значи остварување на едно ветување дадено пред граѓаните. Тој посочи дека секоја нова инвестиција е радосен настан кој носи просперитет и нови вработувања во регионот каде истата се реализира. Ние сме задоволни како влада што со вкупниот бизнис амбиент и со првокласната поддршка, како и за секој друг инвеститор, успеавме да се договориме да дојдат повторно во Република Македонија. Тука не се само даноците во прашање, работата на царината, работата на останатите државни институции, станува збор за целокупната структура што е формирана за привлекување на странски инвестиции и она 12-то место во светот, кое што често го спомнуваме за doing business, преточено во реалност ова е реалноста. Нови инвестиции, нови инвеститори. На потпишувањето на договорот присуствуваа премиерот задолжен за спроведување на изборите Емил Димитриев, вице-премиерот Владимир Пешевски и председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски.